Опозицијскиот СДСМ упорно сака да ја додржи во јавноста темата за мигрантите, иако таа спласнува секојдневно. Од ВМРО ДПМН предложија своја резолуција во Собранието за јасна државна политика против нелегалната миграција, а премиерот Мицкоски смета дека обвинителството треба да се позанимава со СДСМ за изјавите дадени за мигрантите со кои создаваат страв и паника кај граѓаните. Но од друга страна, Венко Филипче секојдневно со соопштенија е во поход да ја спасува државата од опасност што според власта не постои. Додека владени представници упорно потврдуваат нема тема мигранти, Филипче одговара има, само вие не ја гледате. За многумина упорноста на Филипче се повеќе наликува на ефтина политичка представа што треба да ги затскрие големите проблеми во неговата партија и неговата нарушена партиска поддршка и лидерство. Но не е јасно дали првиот социјалдемократ ќе си ја увиди грешката или пак веќе е тргнат низ Македонија и ги бара мигрантите. Оти ако најде барем еден, ќе му се оствари желбата – Мицкоски да замине од функцијата како што премиерот им увети. Туризмот во Македонија е во подем. Во првите 10 месеци од годинава имаме повеќе од 5% зголемување во вкупна бројка на туристи, но и околу 3 милиони ноќевања. Воедно, пред некој ден на Скопскиот аеродром беше регистриран 3 милионитиот патник, што е рекорд. Сето тоа покажува дека владините мерки даваат резултат, но не треба да се летне во облаци поради ваквите бројки. Македонија има потенцијал за многу поголем развој на туризмот. Мора уште поупорно и поубаво да се промовираат македонските културни и природни богатства. Секако и сите тие локалитети многу повеќе да се средат. Некои локалитети целосно и да се разбудат, например бајнскиот туризам. Природата дала многу минерални извори, а Македонија има многу малку пристојни бањи и хотели со таква содржина. Да не зборуваме за развивање на вистинското планинарење и скијање, нешто за што земјата има огромен потенцијал. Владата е на потек, туризмот може да биде навистина значаен мотор за раст на целата држава. СДСМ утре ќе се обиде да се консолидира. Ке бира ново партиско раководство откако на барање на председателот Венко Филипче, подпредседателите и целиот состав на извршниот одбор пред 2 недели поднесоа колективна оставка. Филипче одлучи дека тој треба да остане на чело на партијата и сега вели дека списокот со новите имиња е веќе подготвен, но дека јавноста ќе ги дознае по завршување на утрешната седница. Со новите соработници тој најавува јасна политичка цел на промените и отворање широк фронт со граѓаните, политичките чинители и граѓанскиот сектор против, како што вели, криминалната власт. Партијата пак го представи овој чекор како отворање простор за ново поглавје и внатрешна мобилизација за нова енергија. На утрешната пленарна собраниска седница се очекува да биде ставен предлогот на владата за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, соопшти председателот на собранието Африм Гаши. Се уште не е пратена покана до Коцевски дека на утрешната седница на дневен ред ќе биде ставено неговото разрешување, но таа би требало да му биде доставена во текот на денов. Владата минатата недела одлучи да ја продолжи постапката за разрешување, пошто предлогот беше испратен до собранието. Цените на храната во Македонија се најниски од цела Европа, покажуваат најновите податоци на Евростат. Кај нас стандардната потрошувачка кошничка е за 27% поевтина од просекот во ЕУ. Според податоците, Швајцарија е убедливо најскапа земја со цени на храната повисоки за 61,1% од просекот на Европската Унија. По неа следат Исланд со 46,3% и Норвешка со 30,6%. Ниските цени на храната се карактеристични за државите од Југоисточна Европа и Западен Балкан, а Турција, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Бугарија се исто така значително под просекот. Храната е меѓу најголемите трошоци за европските домакинства со просек од 11,9% од вкупната потрошувачка во Европската Унија. Синоќа Скопскиот кривичен суд го прифати предлогот на обвинителството и на поранешниот државен правобранител Фехми Стафа. Му определи притвор во трајање од 30 дена. Претходно полицијата го уапси Стафа под сомнение за сторено кривично дело, примање награда за противзаконито влијание.
Според информациите од истрагата, тој примил вкупно 50.000 евра со цел да посредува кај судија во апелациониот суд Скопје за укинување на притвор на друг осомничен. Непосредно по примањето на паричните средства, тој бил уапсен, а кај него биле пронајдени парите. Две лица се приведени на автопатот Табановце-Куманово, откако вчера во два одделни случаи полицијата кај нив пронајде поголема количина брендирана стока и рачен алат без соодветна документација. Како што информираат од МВР, во првиот случај бил запрен автомобил, управуван од 38 годишен кумановец, во чие возило биле пронајдени 272 парчиња разновидна брендирана стока, за која возачот не поседувал никаква документација. Неколку часа подоцна, во вториот случај, полицијата сопрела возило управувано од 41 годишен скопјанец, а кај него биле откриени 174 парчиња рачен, батериски и електричен алат, исто така без потребните документи. И во двата случаи стоката е одземена, а лицата се приведени. Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски го распиша годинашниот конкурс за наградата Роман на годината за 2025 година, кој ќе трае до 15 јануари. Право на учество имаат романите кои за прв пат се објавени на македонски јазик во 2025 година. Наградата Роман на годината се состои од паричен износ од 150.000 денари, статуетка и плакета. Повторно денеска блокада на граничниот премин од Грција кон Македонија. Имено од 12 до 16 часот по локално време, како и попладнево од 18 часот, граничниот премин е в зони кон нашата земја повторно ќе биде блокиран од грчките земјоделци. Помали блокади се најавуваат и на други гранични премини. Земјоделците во Грција продолжуваат со блокадите откако ја одбија поканата на грчкиот премиер за средба попладнево, а паралелно нивните барња писмено ги испратија до владата. На Евзони блокадите започнаа пред 2 седмици, односно на 1 декември, кога земјоделците од регионот на Пеонија и од градот Јаница пристигнаа со нивните трактори, кои околу 300 на број остануваат паркирани на грчката страна на границата. Во Австралија денеска е ден на жалост по вчерашното пукање на плажата Бондаи, во кое загинаа 16 лица, меѓу кои и едно дете. Нападот се случил за време на прославата на еврејскиот празник Ханука, кога двајца напаѓачи, татко и син, пукале кон собраните евреи. Покрај загинатите повредени се и други 38 лица. Полицијата претходно соопшти дека еден од осомничените напаѓачи е убиен, додека другиот е во критична состојба. Во возилото на напаѓачите покрај оружје се пронајдени 2 знамења на исламската држава, соопштија тамошните медиуми. 27-годишниот французин Ден Елкајам, фудбалер на македонскиот клуб Рокдейл Илинден, е меѓу жртвите на вчерашниот напад на популарната плажа Бонди во Сиднеј. Целиот тим е скршен. Тоа е трагична загуба и се обидуваме да се справиме со неа. Ден беше составен член на нашиот состав во 2025-та и исклучително талентирана и популарна личност меѓу соиграчите, соопшти подпредседателот на Рокдейл Илинден Лу Тасевски. Рокдейл Илинден е клуб основан од македонци во Австралија во 1969 во Рокдейл, предградието на Сиднеј, и денес се надпреварува во премиер лигата на Нов Јужен Велс. Најмалку 5 лица се уапсени на грчки брод додека пловел во Атлантскиот океан, откако е пронајдено поголемо количество кокаин што може да достигне и до над 5 тони. Според медиумите, акцијата била спроведена од секторот за борба против дрога на грчката полиција во соработка со Американската агенција за борба против дрога. Бродот тргнал од Грција за Латинска Америка, каде што била превземена дрогата и се вратил кон Европа. Бил откриен во Атлантскиот океан и според медиумите веќе 2 дена со помош на француската морнарица се извлекува кон францускиот брег. Централна банка на Русија покрена тужба против клириншката куќа со седиште во Брисел, Евроклир, барајќи оштета од 200 милиарди евра, јавија белгиските медиуми.
Во тужбата, банката ја бара оваа сума како надомест за своите финансиски загуби, предизвикани со блокирањето на незините околу 185 милиарди евра депонирани во Евроклир, како и за изгубениот приход од нив во изминативе речиси 4 години. Сето ова доаѓа во пресред на состанокот на Комитетот на постојаните представници на владите на земјите членки на Европската Унија, посветен на користење на замрзнати руски средства за исплата на заем од 210 милиарди евра на Украина за покривање на незините финансиски потреби. Германскиот канцелар Фридрих Мерц направи остра паралела помеѓу рускиот претседател Владимир Путин и Адолф Хитлер, предупредувајќи дека амбициите на Кремљ нема да застанат на Украина, пишува Политико. Тој потсети на историскиот договор со кој сојузниците му ја предадоа Судетската област на нацистичкиот лидер. Исто како што Судетската област не беше доволна во 1938 година, Путин нема да застане, рече Мерц, додавајќи дека Хитлер ја продолжил својата експанзија во Европа и потоа. Ако Украина падне, тој нема да застане тука, нагласи германскиот канцелар. Ова е агресивна војна на Русија против Украина и против Европа. Касно синоќа во Берлин завршија разговорите меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски со американските представници Стив Витков и Джаред Кушнер, како и со германскиот канцелар Фридрих Мерц. Разговорите продолжуваат. Од Зеленски веќе има омекнување на некои ставови, најави откажување од барањето за членство на Украина во НАТО. Тој сега само бара безбедносни гаранции за својата земја. Се очекува во продолжение од разговорот да се отвори најтешкиот дел од преговорите, повлекување на украинските трупи од целата територија на Донбас, како што бара Русија.